Светот е во трета светска информациона војна. Светот е во трета светска економска војна. Значи, таков широк обем на санкции, 13.000 колку санкции се врз Русија досега немало. Значи, досега светот не памти волку обемни санкции. Значи, имаме економски и информативен. Трета светска војна дефинитивно се води. Значи, засега ракетите и тенковите, топовите хаубиците гаѓаат само тој дел на Украина. Не преоѓаат граница нааму. Меѓутоа, многу лесно тоа може, затоа што де факто НАТО пактот е инволвиран во украинската војна, со тоа што константно ја сапортира украинската војска со се посовремени и пософистицирани орудија и ќе стане многу покомплицирано кога ќе почнат да ги снабдуваат со ракети од среден и дугачок дострел. Тоа веќе значи дека ќе може да ја гаѓаат Москва и тука веќе ситуацијата ќе се комплицира и јас мислам дека тогаш Русија ќе мора веројатно ќе се одлучи на некако против некој од овие сојузници кои што ги дават тие ракети кои што може да влезат на руска територија, да веќе влеземе во посериозен воен конфликт. Може да не нападне нас, не. Вие ќе го користите нашето небо, внесете у НАТО. Ако не внесете, проблем нема, што сакате правите. Можеме така да влезе услов. Внесете убрзано. Како сега можат убрзано Финска и Шведска да ги внесуваат у НАТО, а нас тогаш не може да не внесат? Ако сакате да користите небото, ќе не внесете. Ако не може. Ја мислам дека никој не побарал такво нешто. Па не побарале, они се рекли што ќе го даеме небото. И бап, 2 години потоа војна. Така ли не е така? И плюс прими 300.000 бегалци. И што треба уште нешто да не треба да направим. Преска во изјавата зборувавте за тоа дека живееме во тешки времиња, да. Дека ќе се залагате за безбедносните сили на државата да бидат почитувани. Не само почитувани, значи технички, материјално обезбедени, финансиски, исто така безбедносните служби мора да бидат поактивирани на многу повисоко ниво. Живееме во тешко време. Утре преку ноќ може да се случи да избие некоја војна од пошироки размери. На кој ќе не брани? Тие момчиња треба да гинат. Ние мора да стоиме, да создадеме материјални претпоставки. Ние мора да имаме армија која што во било каков агресор, било кога, ние најмалку 3 до 5 месеца да можеме да пружиме отпор, па потоа нели преговори, сојузници и така натаму. Како што тоа денеска го прават украинците. Значи, таква сила е Русија против нив, ама гледате, гинат се, борат, не помагаат овие од надвор. Значи, мораш да биде спремен за таа работа. И украинците за ова војна се спрема од 2014. Може ли тука беше кај нас? Кога сме само кај војната, едно суштинско прашање. Светот е де факто во трета светска војна, која што е студена се до овој момент, може да прерасне нели по секој момент во вистински конфликт помеѓу светските сили. Има самит на НАТО. Вие сте председател на Република Македонија. Ќе бидете ли вие гласот на разумот за да спречите еден таков светски конфликт? Вака. Како би постапил? Светот е во трета светска информациона војна. Светот е во трета светска економска војна. Значи, таков широк обем на санкции, 13.000 колку санкции се врз Русија досега немало. Значи, досега светот не памти волку обемни санкции. Значи, имаме економски и информативен. Трета светска војна дефинитивно се води. Значи, засега ракетите и тенковите, топовите хаубиците гаѓаат само тој дел на Украина. Не преоѓаат граница нааму. Меѓутоа, многу лесно тоа може, затоа што де факто
НАТО пактот е инволвиран во украинската војна со тоа што константно ја сапортира украинската војска со се посовремени и пософистицирани орудија и ќе стане многу покомплицирано кога ќе почнат да ги снабдуваат со ракети од среден и дугачок дострел. Тоа веќе значи дека ќе може да ја гаѓаат Москва и тука веќе ситуацијата ќе се комплицира и јас мислам дека тогаш Русија ќе мора веројатно ќе се одлучи на некако против некој од овие сојузници кои што ги дават тие ракети кои што може да влезат на руска територија, да веќе влеземе во посериозен воен конфликт. Илузорно е да никој од земјите членки на Европската Унија, земји членки на НАТО, не повикува на мир. Тук повикуваме на војна. Не е ли тоа абсурд? Абсурд. Од таа војна сите трпиме последици. Поголемите и помоќните и побогатите, нивните последици се помали. Нашите се многу поголеми. Каде е тенко, таму се кине. Ние сме најтенки во тој дел. И тоа најсериозно се одразува врз нашиот стандард, врз нашиот развој. И тоа дополнително ја зголемува НАТО скепсата, НАТО и европската скепса во Република Македонија, затоа што све некако се поклопи. Короната, сега војната во Украина, да ние ни една придобивка практично од членството на НАТО во Македонија не ја видовме. И сега, често пати нашите авторитети велеа да, го сменивме името, направивме жртва, ги брусевме шактите и така натаму, ама влеговме во најмоćниот сојуз на светот. И сега, бил најмоćен сојуз на светот, ама што констатиравме? Констатиравме дека немаат ракети, дека немаат гранати, дека немаат тенкови, дека немаат, да ги заменат цевките на тенковите, на хаубиците, на топовите. Дека Путин троши дневно 60.000 гранати, а цел НАТО пакт може да произведе месечно 200.000 гранати. Значи за 3 дена војување во Украина. И што сме правиле ние? Како тоа ние сме си го глорифицирале тој наш најмоćен сојуз и сме правиле толку голема жртва, а гледаме дека практично тој НАТО сојуз од прилика имал војска за сафари војување. Сафари војување за Ирак да се влезе, во Сирија да се влезе, Либија да се влезе, ама за ваква посериозна војна очигледно дека најмоćниот сојуз не бил спремен. Суштината... Претходниот гостин ни беше исто така кандидат за председател, професорката Ванковска. Не ја прашавме каква војна доктрина би предложил. Сепак врховен командант е председател на државата. Каква војна доктрина би предложили? Ние сме, значи нема бегање, ние сме членка на НАТО. Тука нема дискусија. Како членка на НАТО, јас би инсистирал да ние што е можно повеќе се вооружиме. Да нашата војска биде што е можно поподготвена. Дали во земјата или надвор да има што е можно повеќе обуки, но во исто време максимално би се залагал и би апелирал ние да неа да доливаме масло во огинот војната во Украина, туку да се бара компромис. И ако сакате да знаете, и ако сакате да не е само ставот на Орбан, значи Истанбулскиот протокол беше блиску до решение, до постигнување на мир. Орбан имаше ваков сличен став официјален, тој велеше, тој се уште вика. Нашата војска треба да стане, или нашите безбедности или што посилни, ама треба да апелираме и да работиме на мир. Така е. Значи, Истанбулската декларација, или како ја вика, значи тоа сепак се уште тајни документи, ама горе-доле се знае зашто се залага. Потоа отиде Борис Џонсон и ги убеди украинците да го откажат тој блиску дојдено до споразум. Значи, таму се предвидуваше докаде се териториите што се окупирани од руската војска, таму да се застане, да има одреден период
дали тоа ќе биде 10 до 15 години, ако да речеме таа територија не е твоја, и ако тука живееле украинци, тие украинци после со меѓународни обврски, ти имаш обврска да ги вратиш назад, и кога ќе се вратиш, и потоа да се организира референдум, да речеме после 15 години, тие луѓе кои се вратат таму, зашто ќе гласаат? За да останат во Русија или да се вратат во Украина? Сигурно ќе гласаат за да се вратат во Украина. Значи, имаше преодно решение, можеше да се најде ако се сака да не се влезе во ваква тешка војна. Од прилика Истанбулскиот протокол предвидуваше таков начин на да се застане тамо докаде е дојдено со војната, да се постигне мир, да влезат и меѓународни сили, луѓето да почнат да се враќаат во своите домови и после X години да се организира референдум дали се за да бидат во Русија или пак да се приклучат кон Украина. Ако се украинци по род, луѓето деловите кои што се украински, тој нема сигурно да гласа за да остане во Русија, ќе сака да се приклучи кон Украина. И така мирољубиво ќе се најде. Дојде ли некој украинец, се пријави некој украинец, бидејќи знам дека Екимовски ви бевте на плоштад, се запишавте како доброволец да украински бегалци да примите во вашиот дом. Не, никој не се пријави. Нити некој ме побара. Прашањето следно ми е дали би предложиле враќање на војниот рок? Јас од едни практични причини би го вратил војниот рок да младите луѓе малку осетат прво што е да влезеш во светот на возрастните, а кога се станува војник, тоа е најголемата чест да биде спремен да го даде животот за татковината, да влезеш во светот на возрастните, да знаеш да превземеш одговорност, да знаеш кога твоите 30, 60, 90 или 200 другари спијат, а ти стоиш на стража тамо со полна воена опрема и со нема неврска, туку со боева амуниција, дека ти од тебе колку ти ќе бидеш буден зависи дали твоите другари тамо ќе се разбудат, кој ќе видиш колку голема одговорност ти имаш, така многу побрзо созреваш и мислам дека од тој аспект е добро, но од друга страна е битно да се консултираат и стручњаците од генералштабот, од армијата, од војската, дали треба да се врати, колку тоа ќе чини, што тоа ќе значи на долг период, а јас искрено мислам дека е добра работа.